Вечерва зборуваме за знаците на второто Христово доаѓање. По-конкретно, вечерва сме фокусирани на Евангелието според Матеј, 24 и 25 глава. Еден мал увод во Евангелието според Матеј. Тоа е најдолгото според бројот на глави Евангелија во Новиот Завет. Во канонот на Новиот Завет се наоѓа на прво место. Една од главните теми во книгата, односно Евангелието според Матеј, е Царството Божие кое доаѓа. Христос е представен и како цар, но во исто време е представен и како голем учител, кој ги поучува луѓето на вистините Господови. Оно што исто така интересно, се смета дека првата публика, првите читатели за кои било наменето ова Евангелие биле евреи. И имате многу цитати од Стариот Завет, имате многу проблеми и теми кои се развиваат во Евангелие, кои биле многу битни за евреите во првиот век. И секој Евангелие, секако како Евангелието според Матеј, е напишано да ги увери своите читатели дека Исус од Назарет е Месија. Затоа вечерва одиме во Матеј 24 и 25 и поаѓаме од следните мисли. Прво прашање кое поставуваме е која е улогата на знаците. Второто прашање што го поставуваме, што значи да се биде спремен за второто Христово доаѓање. Ова се две прашања на кои вечерва се фокусираме и на кои вечерва сакаме да одговориме. Сега, кога пишувате една академска статија, едно истражување, вие морате да имате одредени ограничувања. Оти во едно предавање не можете да покриете се на една тема. Така да и вечерва имаме едно ограничување, каде на станица на последното време или есхатологијата е многу пошироко подрачје кое не може да се опфати во едно предавање и затоа вечер само ќе дадем еден преглед на идеите кои Исус ги споделува со своите апостоли во овој интимен говор. Значи, приматели на оваа вест, на овие идеи, на овој говор, на овие вистини, се неговите апостоли. Тука нема други луѓе, туку само неговите ученици. Но, самата есхатологија или теологијата на настаните на последното време е далеку пошироко поле. Ние бисме можеле да имаме сигурно уште една серија од 8 предавања и само да се занимаваме со есхатологија или со теологијата на последните денови. Но сметам дека ова вечерва е сосема доволно да поставиме добри темели за воиднина, кога можете со проповедникот Илија Киров да продолжите да ги проучувате овие настани. Сега, поставуваме прашање која е улогата на знаците на времето. Најнапред мораме да почнеме со некои предпоставки, односно со некои постулати, со поидовни идеи. Најнапред, Библијата тврди, Христос на две места најмалку говори дека ниеден човек не го знае точниот датум на второто Христово доаѓање. Во Матеј 24:36 тој вели дека денот и часот не ги знае никој освен небескиот Отец. Од друга страна, речникот кој го користи во делата апостолски, првата глава 7 стих, тој вели дека не е ваше, кога го прашуваат, а кога ќе го основаш царството Израилево, а тој вели не е ваше да ги знаете времињата и настаните во преводот на Душко Константинов. Меѓутоа, Душко Константинов си зел голема слобода како да ги преведе двете, односно триве збора, оваа фраза, која во грчкиот јазик е хронос кај каирос. Хронос е еден генерален општ назив за време во грчкиот јазик и тој најчесто означува проток на време. Од друга страна, каирос многу често се користи како одредено време. Сега, ако се вратите наназад во книгата на пророкот Даниел, 4 глава, како и 2, 3, 5, 6 и 7 е целосно напишана на арамејски јазик. И во ова поглавле, во оваа глава, Даниел 4, кажано му е на Навуходоносор, на царот Вавилонски, дека ако не го признае Бога,
му следува одредена опомена и таа опомена ќе трае 7 времиња. 7 времиња. Интересно е дека Библијата вели дека поминале 7 години. Што значи изразот време е врзан со изразот година, и тој израз во арамејски се нарекува идан. Меѓутоа, ако погледнете како еврејските рабини кои ја преведувале Септуагинтата од арамејскиот оригинал, зборот идан едно време го преведуваат со каирос, време. Истиот збор кој се наоѓа во Дела апостолски 1:7. Тоа е отприлика она што можеме да видиме дека ниеден човек не го знае точниот датум на второто Христово доаѓање. Сега, знаците не се како композиција на вагони, па да чекаме да влеземе во последниот. Човечката природа, барем кај повеќето од нас, е да постојано ги одложува своите обврски. Вие кои сте имали или се уште имате деца во училиште, кога вообичаено децата си го пишуваат домашното? Дали доаѓаат од училиште, јадат, малку одмораат и пишуваат домашно и после одат да си играат. Тоа се добри деца. Повеќето деца домашното го ставаат за 5 до 12 и го збрзуваат. Студентите кои студираат на нашиот коледж на Ньюболт, за своите есеи, за своите останати писмени работи, тие имаат рокови. И нив им е кажано, рокот е всушност последниот ден кога треба да го поднесеш оно што си го пишувал. Ти можеш да го поднесеш и месец дена пред тоа. Ама ова е последниот ден. 99,9% од студентите го поднесуваат својот есеј, ги поднесуваат своите писмени работи во последниот ден, во последниот час и често во последната минута. Оти се поднесуваат електронски, постои ограничување, постои платформа на која се ставаат и едноставно тука им е одредено точно време кога може да ги поднесат овие семинарски работи. 99% ги и запрека 9 ги поднесуваат во последно време, а не ретко велат па немавме доволно време и бараат уште. Што значи дека длабоко во човековата природа е да едноставно човекот ги работите во последно време. И една од причините што знаците не се како композиција на вагони е што Бог знае дека повеќето од луѓето сите би сакале да се качат во последниот вагон. И тогаш нормално би немало место. Затоа знаците ја немаат таа улога да на луѓето им дадат една одишка и да луѓето го чекаат последниот миг како би се спремиле за второто Христово доаѓање. Знаците исто така потврдуваат дека Христос ја познавал иднината и дека таа на вистина ќе се случи. Христос вели, ви кажувам однапред, пред да се збидне, оти кога ќе се збидне, да можете да поверувате. Тоа значи дека знаците се тука да ни кажат дека сме на вистински пат. Христос пророкол што ќе се случи во иднината, следејќи ги знаците, ние всушност знаеме дека сме на вистински пат. Сега, што се случува во Матеј 24 и 25 глава? Пред се, овие две глави се еден говор. Еден говор. И тој говор е упатен до една мала публика, а тоа се 12 мината. Најблиските Христови ученици. Значи, овој говор не го добиваат сите евреи, овој говор не е наменет исто така за оние кои тогаш не верувале во Христа, во еврејскиот народ, туку е стрикно наменет за оние кои му се предале на Христа, му поверувале и го очекуваат да се врати повтор пат. Значи, ова поглавје е стрикно, тесно наменето за оние кои го очекуваат. Втора работа, начинот на кој Христос го толкува текстот и ја дава иднината е искако во времето на Данијел 2.
Во Даниел 2 видовме дека кога му е откриено на Навуходоносор што ќе се случи во иднината, тогаш се почнува од неговото време и се до воспоставување на Христовото царство. Слично се случува во Матеј 24 и 25. Христос почнува од своето време, од својата сегашност и низ знаците не води се до воспоставување на неговото царство кога тој ќе дојде повтор пат. И Матеј 24 и 25, само како што реков, е само вовед во ескатологијата или теологијата на последните настани. Која е структурата на овие две глави? Почнуваме најнапред од Матеј 24, 1 до 3. Всушност, целиот говор кој Христос го изложува е одговор на она што учениците го поставуваат како прашање. Тие се искачуваат на Маслинската гора, еден од ридовите или малите планини околу Иерусалим, каде што се пружа одличен поглед на храмот. Храмот изгледал прекрасно. Јас споменав утринава дека Ирод, големиот, кој владеал токму кога Христос се родил и го наредил оној монструзен масакр на мали деца во Витлеем, тој истиот, како една контроверзна и контрадикторна личност, одвоил од собствените пари, од собственото богатство и го украсил храмот во Иерусалим. Што значи дека храмот имал уште поубав стјај од оно што било претходно. И сега учениците на Христа му го упатуваат на оваа слика и му велат: зарем не гледаш што се случува? Зарем не гледаш како тоа изгледа прекрасно? Интересно е дека ова искачување на Маслинската гора доаѓа после едно многу жестоко поглавје, а тоа е Матеј 23, каде Христос најотворено на религиозната елита кај евреите во она време најотворено им вели за одредени проблеми со кои се соочуваат. И сега учениците по таа импресија, збунети затоа што најбитните религиозни авторитети на она време биле на некој начин укорени, тогаш Христос го дава овој говор. И сега така искачени на гората, неговите ученици му се приближија за да му ги покажат зградите на храмот. А тој им одговори рече: го гледате ли се во ова? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, што нема да биде урнат. Кога седеше пак на Маслинската гора, неговите ученици дојдоа при него насамо и му рекоа: кажи ни кога ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на светот. Значи, прашањето кога ќе се случи урнисувањето на храмот и кога ќе дојде свршетокот на светот и твоето доаѓање. Оно што интересно е дека учениците во своето прашање го спојуваат урнувањето на храмот заедно со второто Христово доаѓање. Тие се всушност луѓе на своето време. Во тој меѓузаветен период, меѓу последниот пророк Малахија во Стариот Завет и првиот пророк во Новозаветно време, Јован Крстителот, тогаш немало пророци и тоа време се нарекува време на тишина. Меѓутоа, во тоа време, бидејќи имало тишина, произведени се огромен број на теолошки работи и книги, кои не се дел од Библијата, не се инспирирани, не се авторитетни, ама некои евреи им верувале. И тие сметале дека крајот на времето некако мора да биде поврзан со уништувањето на храмот. Затоа тие се две прашања: кога ќе биде уништен храмот и кога е твоето доаѓање? Сега, од стиховите 4 до 31, учениците добиваат одговор на тоа прашање и Христос ги опишува настаните кои ќе се случат на оваа земја. И на еден начин, тој паралелно зборува за настаните кои ќе се случат од негово време до неговото второ доаѓање и помеѓу останатото дава конкретни податоци и конкретни упатства што ќе се случи пред да се урне храмот. За да имаме слика како тоа изгледа, временска една рамка, се смета дека Христос е убиен, воскреснал и се вознел 31-та година после Христа.
Ние знаеме дека тој кога почнал да проповеда 27-та година во одредена бројка, кога Тиберije владеел во Рим, дека имал околу 30 на години. Затоа најверојатната година на Христовото раѓање не е првата година после Христа, туку е најверојатно 4-та година пред Христа. Направена е грешка во таа хронологија. Во секој случај, кога овој говор кога Исус го дава овој говор, кога го говори, го презентира, тоа е 31-та година после Христа. Урнувањето и уништувањето на храмот е 70-та година после Христа. Што значи 39 години после овој настан. И тоа навистина се случило 70-та година. Меѓутоа, Христовото второ доаѓање е се уште иднина. Потоа, Христос говори за улогата на знаците, многу ефективно говори за две групи на луѓе, и во Матеј 25 ни дава три параболи, или две параболи, една аналогија, што тоа значи да се биде спремен за второто Христово доаѓање, што треба да се работи пред да Христос дојде и како човек треба да ги третира луѓето околу себе. Тоа е прегледот на целиот говор. Сега го прашуваат учениците кога ќе биде разрушувањето на храмот и кога Христос ќе дојде повтор пат. Тоа се двете главни истражувачки прашања, ако сакате, фокусот на оно што се говори во Матеј 24 и 25. Подоцна, во Матеј 24, 4 до 5, Христос го почнува својот одговор кон учениците: внимавајте некој да не ве измами. И тоа се повторува најмалку уште еднаш од 24-та глава. Очигледно Христос предвидел дека во иднина ќе дојдат измамници кои ќе зборуваат во Негово име и ќе се представуваат како да се Христос. И тој вели: немој некој да ве измами. Ќе се појават лажни пророци, ќе се појават лажни Христоси. Оваа опомена нам ни говори дека уште повеќе човек треба да се врзе за писмото, за изворната наука на Исуса Христа, за да се сочува од различни идеи со кои сме бомбардирани денеска. Што се случува во светот денеска? Некогаш во средниот век Библијата била заклучена во манастири и не му било дадено на обичниот народ да ја чита. Со доаѓањето на реформацијата, секој човек можел да ја чита Библијата на својот мајчин јазик. Посебно во земјите каде што луѓето главата ја ставале в торба за да ја преведат Библијата на нивни јазик. Тоа го правела и Кирил и Методи. Кирил и Методи се можеби првите преведувачи на делови од Новиот Завет, кои ги преведувале на старословенскиот јазик, заедничкиот јазик на сите словени. Тоа се случува во 9 век. Многу порано, или неколку века порано, од валденжаните. Тоа се христијани во северна територијата, која денес би била Северна Италија, луѓе кои живееле во Пиемонт, патувачки и проповедници, кои во дуплата преграда на своите палта носеле копии од Светото писмо и проповедале низ Европа. Тие го имаат преводот на својот јазик неколку векови после Кирил и Методи. Исто така, подоцна за време на реформацијата, Библијата се преведува на народни јазици и на тој начин тоа е на некој начин претеча на народното пробудување и просветлување кој ќе се случи некаде во 18-тиот и 19, посебно 19-тиот век во Европа, како на запад, така и на исток. И позната е реченицата на Тиндал, еден од реформаторите англиски, кој вели дека негова цел е да ја преведе Библијата на јазик на народот на Британија, така што секојорач на нива ќе ја знае добро Библијата. Што значи, средниот век и излегувањето на средниот век завршува со реформацијата, тука се излегува од средниот век, завршува со идејата дека Библијата мора и може да ја чита секој. Меѓутоа, денес ние се соочуваме со една обрната ситуација. Денеска Библијата може да ја чита секој, ама во исто време денеска сме бомбардирани со толков број на толкувања, да луѓето понекогаш губат волја
да воопшто ја држат Библијата в рака и да ја читаат. Денеска се случува она обратното од среден век. Тоа вие како да оваа сала ја наполниме со бисери бижутерија, а во исто време да ставиме едно бисерче оригинално и да го помешаме. Пајде сега, кој може да го најде? Тоа само не упатува дека читањето на Библијата како обична книга не е доволно. Туку читањето на Библијата мора да биде под водство на Светиот Дух, кој е крајен автор на Светото Писмо, кој ги инспирирал авторите и нивните мисли да пишуваат онака како пишуваат, да ги изнесуваат тие концепти, тие вистини кои тој им ги открил. Затоа е тоа предупредување, ќе дојдат лажни Христоси и лажни пророци. Тоа ќе бидат луѓе или биле луѓе во минатото, или се денес, луѓе со огромна харизма, луѓе кои успеваат да ги зачудат луѓето околу себе, на некој начин да ги убедат да го прават она што е. Посебно што е опасно на нашите простори, ова е како една фуснота, оно што е опасно на нашите простори е дека денеска луѓето тука каде што ние живееме повеќе веруваат во чуда отколку во проучување на Библијата. И ако се случи чудо, тоа е тоа. Библијата може да говори било што, може да Библијата тврди било што, ама ако се случи чудо, луѓето го пратат чудото. И таквата публика е многу лесна за измами. Многу е лесна за измами. Матеј 24:6-8 говори за знаците на времето. Христос вели, ќе има војни и гласови за војни. Ќе чуете гласови за војни. Ќе стане народ на народ, ќе има поплави, земјотреси, катастрофи. Ама знајте дека тоа не е крајот. Туку напротив, тоа е само почеток на кризите кои доаѓаат. Што значи, овие знаци опишани тука се знаци дека влегуваме во последното време. И тие само значат дека во последното време овие знаци само ќе се интензивираат и ќе станат се пострашни и почести. Едноставно планетата Земја му го откажува гостопримството на човештвото. Меѓутоа, кога ќе почнат да се случуваат, тоа не значи дека е крај. Но како времето напредува, нивниот интензитет, нивната фреквенција и зачестеност е огромна. И конечно Христос говори за морално опаѓање. Говори дека ќе дојде до одредени прогонства, дека ќе дојде до прогонување на оние кои веруваат онака како Писмото вели, и тој вели дека ќе опадне љубовта на мнозина и беззаконието ќе се умножи. Што значи, Матеј 24 го запишува Исусовиот говор кој ни вели дека доаѓа до опаѓање на квалитетот на моралноста на оваа планета. И од година в година ние се соочуваме се со помал квалитет на моралност. И тоа и денеска реалност. Често си посакуваме за нова година, ајде, оваа да биде подобра од минатата. Меѓутоа, јас ви велам дека следнава година ќе биде полоша. Не сум економски стручњак, ама моралот на луѓето се повеќе опаѓа, дури и секуларните луѓе велат нема кој да дигне рачна, нема кој да го забави овој свет. Јас се сеќавам дека пред 30 години читав во илустрована политика, тоа баба ми читаше, и прочитав одговор на писмо на читателите. Одговор даваше невропсихијатар, познат професор, сега покоен, Јован Марич, професор на Белградски универзитет. И човекот, одговарајќи на прашањето на читателот, вели дека ние не се наоѓаме во време на морално опаѓање, туку се наоѓаме во време на, српски се вели, суноврат. Значи, време на слободен пад. Пред 30 кусур години. Меѓутоа, самиот овој човек е крајот на својот живот му беше исклучително неморален. Самиот Јован Марич, кој го обвинуваше општеството за морален пад, тврдеше дека жена кога ќе стигне до 40 години, после тоа не е жена.
и човекот се женеше едно 3-4 пати. Една моја пријателка од Белград го познава лично и вели дека штом жената му достигне 40 години, ја остава и зема друга. Умре на 80 кусур години со девојка во станот која имаше околу 30 години. Значи, дури човекот кој тоа го видел и самиот станува дел од тоа морално пропаѓање. И за такво морално пропаѓање говори Христос. Дека едноставно светот се наоѓа незапирливо оди надолу во тоа морално опаѓање. Нам ни се чини како да секоја година имаме се помалку добри пријатели. Може би сме били добри пријатели со некого со децении, но нешто се случува и тоа пријателство го снемува. И Христос вели дека ќе дојде до ова морално опаѓање, ладење на љубовта кај мнозина и умножување на беззаконие. Од 15 до 22 тоа се настани кои му претходат на уништувањето на Ерусалим. Меѓутоа, интересно е дека постои еден фин, интересен текст во Матеј 24 глава, кој на некој начин ни говори како можеме да препознаеме дека се наоѓаме баш непосредно пред крајот на светот или доаѓањето на Исуса Христа. Христос во 14 стих вели: и ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Што значи најсигурен начин да приметите дека живеете во последното време е интензивно проповедање на Евангелието во светски рамки. И тоа веќе се случува во последните неколку децении рапидно, брзо. До паѓањето на комунизмот во 90-тите години, проповедањето на Евангелието во одредени земји беше оттежнато, од религијата беше сметана за најголемо зло. Сега дури во тие земји се проповеда Евангелието. Најтешки земји денеска за проповедање на Евангелието се муслиманските земји. Тамо на немуслимани им е дозволено, ако се христијани, да имаат свето писмо, но ако муслиман во истата земја е фатен со свето писмо, му следи смртна казна. Јас имав студентка од Пакистан, таа е пакистанка, родена како муслиманка, одраснала како муслиманка и во Пакистан станала христијанка. Била веќе во брак со мажот и мажот кога дознал дека е христијанка ја однел на шеријатски суд, составен од мажи, во главном оџи, експерти за исламскиот закон, за шеријатскиот закон, и даваат услов. За еден месец или ќе престанеш да бидеш христијанка и да се одрекнеш од Христа, или ние ќе те убиеме. Во тие месец дена таа го напушта мажот и го напушта Пакистан и доаѓа како барател на азил во Британија. Во меѓувреме станува наш студент, студира теологија, дипломира, потоа магистрира, денеска работи како пастор во Британија и ја видов пред некое време и велам: што се случува со тебе? Можеш ли да одиш во Пакистан? И вели, кога одам во Пакистан и пред да одам, британската влада и вели дека не може да гарантира никаква безбедност. Меѓутоа одам во еден дел од Пакистан, Пакистан е огромна земја, каде што се родителите на еден нејзин колега, исто така муслиман, кој е христијанин денеска, адвентист, и тие луѓе имаат обичај да гостинот кој да е, дури бегалец од некој закон, го штитат со својот живот. Тоа е нивниот дел од културата. И така незините родители доаѓаат од другиот дел на Пакистан тајно да се сретнат со неа. Меѓутоа, дури во Пакистан, Евангелието се проповеда. Во Лондон имате адвентистички цркви и други цркви составени од луѓе пакистанци, луѓе бивши муслимани. Што значи дека дури во тие земји Евангелието може да се проповеда. Што значи најсигурен знак дека сме непосредно пред второто Христово доаѓање е проповедањето на Евангелието во целиот свет. Потоа Христос говори за серија настани која му претходи на уништувањето на Ерусалим. И тој вели, повторно ја вади таа идеја и немој некој да ви излаже. Ке ви кажат Христос е него во пустината,
не одете, него во собата не верувајте, и вели, ќе ја видите мрзоста на опустошувањето. И ако одите во Лука 21 глава, тоа е римската војска која се појавува пред Ерусалим и сака да го уништи. И Христос вели, кога тоа ќе видите дека војски му се приближуваат на Ерусалим, ако сте на покривот, не се враќајте во куќите, туку бегајте. Ако сте во Ерусалим, бегајте надвор. Бегајте што подалеку. Значи, едноставно хитност да се напушти Јудеја. Што значи, овие текстови од 15 до 22 се однесуваат на уништувањето на Ерусалим. Христос продолжува и сега говори за настаните кои му претходат на самото второ Христово доаѓање. Тоа се овие текстови во Матеј 24 глава од 23 до 31 стих. И овде се вели: ако некој ви рече тогаш е во Христос тука или таму, не верувајте. Оти ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, па ќе прават големи знаци и чуда да ги заблудат ако е можно избраните. Ете ви реков однапред. И затоа не верувајте. Не верувајте ако се појави во пустината или во собите. Зашто како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде доаѓањето на човечкиот син. Каде ќе биде трупот, таму се и орлите. И веднаш по тагата во тие денови сонцето ќе потемни, месечината нема да ја дава својата светлина, звездите ќе паѓаат од небото и небеските сили ќе се расплатат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син и тогаш ќе заплачат сите племиња на земјата и ќе го видат човечкиот син како доаѓа на небеските облаци со сила и голема слава. Конечниот знак на второто Христово доаѓање е всушност самото доаѓање на Христа. Ова исто така не упатува дека е мощно опасно да се чека токму овај настан за да се биде припремен. Оти Христос веќе доаѓа и време за такво нешто нема. Затоа Христос почнува од своето време, почнува од времето кога тој е на Маслинската гора со своите ученици и вели: слушајте, ќе се случат сиви овие настани. И тие се само потврда дека јас ја зборувам вистината. И оваа земја иде во се поголема несреќа и се поголема тага како човештво. 19. век е век на оптимизам. И дури се појавува една христијанска теорија дека најнапред на земјата мора да бидат 1000 години мир за да Христос дојде. Меѓутоа, реалноста на Првата светска војна, која носи повеќе од 20 милиони жртви, едноставно покажува дека светот оди и тоне подолу. Што значи дека да се чека самиот знак на второто Христово доаѓање е мощно опасно. Што значи Христос цело време зборува дека неговото доаѓање треба да се очекува постојано. Сега, што се случува во Матеј 23, 24, 32 до 52? Христос говори за улогата на знаците. Тој вели, кога ќе видите дека смоквата запупува, знаете дека блиско е летото. И вие кога ќе видите дека се ова се случува, знаете дека е блиско. Не знаете дека тогаш ќе се случи, туку дека е блиско. Потоа, Христос говори за животот на намерно незнаење. И Христос го споредува овој свет со светот пред потопот. Но е проповеда со децении. И вели дека светот ќе го снема со дожд. Во она време постојат индиции во библискиот текст да се разбере дека дожд немало. И Ној вели на своите современици: ќе има дожд, ќе се случи нешто неможно и земјата ќе биде уништена. Луѓето не му веруваат и Христос вели: јадеа, пија, се маже и се женеа. Тоа не значи дека луѓето денес не треба ни да јадат, ни да пијат, ниту да се мажат, ниту да се женат. Но тоа значи дека јадењето, пиењето, мажењето и женењето не треба да биде единствена задача во нашиот живот и да бидеме потполно игнорантни, потполно во незнаење за второто Христово доаѓање. И Христос вели: и јаде, и пија, се маже и женеа, и дојде потопот и не ни приметија дека Ное го нема веќе меѓу нив и неговото семејство. Потоа Христос говори за две групи на луѓе.
значи дека кога Христос ке дојде или пред самото доаѓање, ке постојат две групи на луѓе. Оно што е интересно дека од секогаш постојат две групи на луѓе. И Христос вели, едниот ќе биде на нивата, двајца ќе бидат на нивата, едниот ќе се земе, другиот ќе остане. Двајца ќе мелат, едниот ќе остане, другиот ќе се земе. Поентата во сева ова е дека тоа ќе се случи рапидно, брзо и дека едноставно на оваа земја, без разлика на нашата близина едни со други, има две групи на луѓе. И конечно, Христос го дава она предупредување да се биде спремен, да се стражи. Јас го споменав вчера и тоа е во континуиран еден процес. Биди спремен сега, биди спремен утре, биди спремен до крајот на својот живот или додека Христос не дојде. Значи, таа спремност е состојба која почнува денес и трае се дур сме живи или додека Христос не дојде. И конечно доаѓа параболата за два вида на слуги Божии. Христос интересно вели дека еден господар заминал и на својот главен слуга му оставил да се грижи за останатите слуги. И првиот слуга им давал храна на време, се грижил за нив да се биде во ред. Господарот се враќа и го наградува. Меѓутоа, другиот слуга, наместо да се грижи за своите ближни, за своите колеги, тој ги тепа, не им дава храна на време, доаѓа господарот и едноставно го казнува. Интересно е дека кога Христос говори за спремноста при второто Христово доаѓање, голем акцент се става на меѓучовечките односи. Тоа е многу интересна работа. Од апостол Јован вели во своето прво послание, како можеш да кажеш дека го сакаш Бога, кога не го гледаш, а го мразиш брата си кој го гледаш. Тоа е неможно. Што значи, според Јован и според Христа, дефинитивно меѓучовечките односи се лакмус хартија, тест, кој покажува кој е квалитетот на нашиот однос со Бога. Како ги третираме луѓето околу себе, всушност говори за тоа колку му веруваме на Бога и колку ја пратиме неговата етика и неговата моралност. И конечно преоѓаме на 25-то поглавје. Во 25-то поглавје имате две параболи и една аналогија. Првата парабола е за 10 девици или за 10 девојки. Што значи да се биде спремен е прашањето на кое одговара оваа парабола. Матеј 21 глава 1 до 2 ни ја даваат ориентацијата или воведот во оваа парабола. Параболата е всушност една кратка приказна која илустрира одредена една или две вистини. Тука се вели дека царството Божје или небеско ќе биде. Сите Христови параболи во Евангелието, кога се работи за царството, тој вели, а царството Божје е. По прв пат и единствено тука во Евангелието според Матеј, Христос говори дека царството небеско ќе биде. Значи говори за иднина. Тој не говори за времето на апостолите. Туку говори дека тоа ќе се случи за во иднина. Но со оглед на тоа дека апостолите го слушаат, ние сваќаме дека ова поглавје, овој говор 24 и 25 е пред се упатен кон оние кои активно го чекаат Христа да се врати. И тоа се случува непосредно пред второто Христово доаѓање. Значи, се работи за 5 девојки кои го чекаат младоженецот. Мнозина се обиделе да разберат оваа парабола со тоа што се обиделе да ги разберат и сватат како изгледале свадбените обичаи во Израел во она време и да ги применат на овој текст. Проблемот е што свадбените обичаи се разликувале од град до град и од село до село. И ден денеска во оваа наша малецка држава имате свадбени обичаи колку што сакате. И затоа е многу ризично да се фатиме за еден свадбен обичај, а да пропуштиме она што навистина се случило. Како и да е, девојките го чекаат младоженецот да дојде и да се појави во куќата на невестата, неговата идна жена. За разлика од денес, кога една свадба трае 4 до 6 сати, во она време свадбата траела со денови. Тоа била фешта во која учествувало скоро целото село, ако се работи за рурално подрачје, или добар дел од градот.
Тој фестивал траел неколку денови, луѓето носеле храна, пијалаци, уживале со денови. Меѓутоа, никој не знал кога ќе дојде младоженецот. И затоа овој текст вели вака: тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици кои ги изедоа своите светилници и му излегоа во пресрет на младоженецот. И сега овде вели, 5 од нив беа неразумни, а 5 беа мудри. Значи, ништо не се случува, младоженецот не е тука, 5 од нив били неразумни, 5 мудри. Што значи, пред да дојде младоженецот, пред воопшто да се појави, имало две групи на чекатели на младоженецот. Мудри и немудри. И се вели зашто се мудри или немудри. Тие се класифицирани како мудри и немудри, затоа што едните за своите светелки зеле доволно масло, а другите не зеле. И сега, 5-тиот стих вели дека младоженецот забавил, задоцнил и сите девојки заспале. Сите до една. Меѓутоа, некаде на полнок се слушнало викање: еве го младоженецот, излезете му во пресрет. И тогаш од 7 до 9 стих луѓето се соочуваат, или овие 10 девојки се соочуваат со стварноста. Овие кои немаат масло сваќаат дека светилките им се гасат. И бараат од оние кои имаат резерва и велат: дајте ни од вашето, за да нашите не изгаснат. А овие им велат: немаме доволно за вас, затоа ќе мора да одите кај трговците и да си купите. Било очекувано трговците да работат, оти свадбата трае цела ноќ и неколку дена. Меѓутоа, отишле да купат и сега се враќаат. И оно што е интересно е дека текстот дава една нова класификација. И вели додека не мудрите оделе да купуваат од маслото, мудрите сега стануваат спремни. И текстот вели спремните влегоа заедно со младоженецот. Што значи да се биде спремен? Спрема оваа парабола, спремен да се биде, значи да се биде мудар. Сега, што е тоа мудар? Како да го разбереме тој збор мудар? Мудрост има многу дефиниции. Најчесто денеска мудроста се заменува со образование. Не сите образовани луѓе се мудри, според Библијата. Мудри луѓе се пред се оние кои Христос ги дефинира како мудри. Па затоа ајде да отвориме во Евангелието според Матеј, 7 глава, 24 стих до 28 и да видиме како тоа Христос ги дефинира мудрите, а како ги дефинира немудрите. Интересно дека зборот за немудри е грчкиот збор морос, што во акузатив на грчки се изговара како морон. Тоа денес исто се користи во комуникација меѓу луѓе кои се вреѓаат едни со други. Меѓутоа, оние кои се мудри се нарекуваат фронимои во множина. И тоа значи оние кои се будни, оние кои се внимателни. А софои се оние кои се навистина мудри како филозофи. И еве што Христос вели: и така секој човек кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек кој изградил својата куќа на камен. И заврна пороен дожд и не дојдоа реки и дувна ветрови, навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен. Тоа значи, секој кој ги слуша овие мои зборови, вели Христос, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек кој изградил својата куќа на песок. Заврна дожд, дувна ветрови, не дојдоа реки, навалија на таа куќа и таа падна и незиното паѓање беше големо. Текстот вели дека Христос ја дефинира мудроста како оние кои ги исполнуваат неговите зборови, а не мудроста како оние кои слушаат, разбираат, знаат, но не ги исполнуваат Христовите зборови. Што значи да се биде спремен? Да се биде спремен значи да се слушаат Христовите зборови и да се исполнуваат. Кога неспремните дошле во куќата во која бил младоженецот,
Младоженецот им рекол, вратата е затворена, јас не ве познавам. Во 7 глава, кај што ги читавме овие зборови, Христос вели дека во едној ден, последниот, ќе се појават луѓе кои ќе кажат во Твое име чиневме огромни дела. Мртви воскреснувавме, демони изгоневме. А Христос ќе каже, одете од мене, вие кои правите беззаконие. Што значи неисполнувањето на Христовите зборови кои нам не се јасни, се беззаконие и Христос нема да не препознае како своји луѓе. Да се биде спремен, значи денес да се исполнува она што го разбираме од Светото Писмо. Талантите. Оваа парабола е заснована исто така на 2 вида чекатели. Господарот дели одговорност на тројца слуги, едниот добива 5, другиот добива 2, третиот добива 1 талант. Талантот е мерка за маса во Христово време. Еден талант тежел некаде околу 30 до 32 килограми. И обично со таланти се мерело или злато или сребро. Што значи оној кој добил 5 таланти, тоа се околу 160 килограми злато. Пазарна цена е некаде околу 30.000 евра. Па удрете ја математиката да видиме за колку пари се работи. Значи се работи за неколку милиони евра. Оној кој добил 2 таленти добил нешто помалку, 64 килограми, а оној кој добил само 1 талент добил само 32 килограми злато. Што значи многу пари. Овие двајцата работат со тоа, ги дуплираат количините, господарот се враќа и вели, добар мој слуго верени, праведен, влези во радоста на својот господар. И оној кој имал 5 таленти, оној кој имал 2 таленти, а ги искористил до максимум, добиваат иста награда. И тој вели, дојдете во радоста на својот господар, во малку ми бевте верни, над многу ќе ве поставам. Што значи, тие луѓе кои работат со своите таленти, за нив нема пензија. Во христијанството нема пензија. Не можеме да кажеме сега ќе се одморам. Со Христа се живее, дур сме живи или дури не деде повторно. Меѓутоа, неполезниот слуга му вели на господарот да се разбереме, ти си многу лош човек. Ти сакаш да жнееш таму каде што не сееш и сакаш да береш таму каде што не си садел ништо. Затоа јас решив да го закопам овој еден талент, ги зачував парите, тие 32 килограми злато или сребро, и еве сега ти ги враќам назад, ова е твоето. Меѓутоа господарот не вели јас сум фин човек, вели да, таков сум, ама ти си зол, неполезен слуга, затоа што не работиш со своите таленти. Ова парабола прилично звучи сурово, но незината поента е следната, дека секој од нас има добиено таланти, односно таленти, дарови. И ние сме повикани тие дарови да ги искористиме. Што значи луѓето кои живеат пред второто Христово доаѓање се луѓе кои вредно работат. Меѓутоа во контекст на параболата за 10 девојки и контекстот кој доаѓа подоцна, точно се знае каде овие таланти се користат. Овие таланти се користат да се исполни она што е Божја волја, а посебно во онаа област што се однесува до нашите меѓучовечки односи. Тука се користат талентите до крај. И конечно, последниот суд. Овој дел е повеќе аналогија или споредба отколку цела приказна. Во Матеј 25:37 до 33 Христос вели дека кога ќе дојде Синот човечки во оној ден, сите луѓе на оваа земја ќе ги подели во 2 групи. Едните ги нарекува овци од десната страна и јарци од левата страна. И сега, на оние кои се од десната страна, символизирани со овци, кои се наследници на царството, и вели вака: кога бев болен, ме посетивте; кога бев гладен, ме нахранивте; кога бев жеден, ми дадовте да пијам; кога бев во затвор, ме посетивте и ги олеснивте моите маки. А овие луѓе ќе му кажат: па кога сме баш тебе те виделе
во оваа ситуација за да ти помогнеме. А Христос вели, кога сте им тоа го направиле на овие најмали, истото како да сте ми го направиле на мене. Оваа парабола ја издига заповедта љуби го ближниот свој на едно повисоко ниво. И Христос ни вели, помагајте на другите луѓе, како исто да му помагате на Христа. Параболата не вели поклонувајте им се на другите луѓе, следите ги другите луѓе како на Христа. Не вели тоа. Параболата вели направете им добро на другите луѓе во онаа мера и со тој квалитет како да му го направивте на Христа. Павле нешто слично вели. Примете го овој брат кај вас и примете го како јас да доаѓам лично. Примете го како мене. Што значи таа идеја постои слично и кај апостол Павле. Што значи исполнувањето на Божјата волја од првата парабола, 10 девојки, талентите, доживуваат кулминација кога им помагаме на оние луѓе кои се наоѓаат во вистинска потреба. Нормално, постојат секакви луѓе кои умеат да искористуваат. И такви има, кои се мрзливи, кои се зли, едноставно се преправаат дека им треба нешто, а всушност имаат многу повеќе од оние на кои им бараат помош. Или едноставно се луѓето мрзеливи. Овде текстот не говори за тоа. Овде текстот говори за сите оние луѓе кои се наоѓаат во вистинска потреба. И потоа им се обеќе на оние од левата страна, им го вели истото само во негација. Бев болен, не дојдовте кај мене, не ви помогнавте. Бев во затвор, не ме посетивте. Бев гладен, не ме нахранивте. Бев жеден, не ме напоивте. И овие му велат, па кога сме те виделе тебе за да тоа ти го сториме? И тој вели, бидејќи не сте го тоа сториле на овие најмали мои, за вас нема царство, туку казна. И вели наменета за ѓаволот и неговите ангели. Тоа е ситуацијата и одговор на прашањето што значи да се биде спремен. Улогата на знаците и подоснежните параболи ни говорат дека нашата ориентација не треба да биде Христос ке дојде на тој датум или таа и таа година, туку знаците ни се дадени да се ориентираме во времето и дека кога ги видиме сиве овие негативни работи да не бидеме збунети, туку да ги подигнеме своите глави и да знаеме дека спасението доаѓа брзо и дека е близо. Улогата на знаците да ни даде мотивација да се издржат искушенијата. Значи, животот не е лесен. Животот не е лесен. Додека бев пастор овде, се случи една несреќа која на некој начин ја обележа чина мојата пасторска служба. Ноември 2001 година, на еден бизарен начин, загина една млада девојка. Бизарен начин. Значи, не може да биде по-банален. Сите преживеа во таа кола, сите пијани, таа единствена трезна загина, другите се излекоа и ден денеска се живи и здрави. И се соочувам со незината мајка. И таа ми вели, слично како Марта, знам дека кога Христос ке дојде, Бог ја воскресне меѓу праведните. Меѓутоа, болката ми е толку голема, ми вели, зошто тоа не се случи вечерва? Да болката престане и болката ја замени радост. Затоа познавањето на знаците е мотивација да се издржат најсилните, најјаките искушенија кои постојат на оваа планета. Конечно, улогата на знаците е сигурност во несигурни времења. Оти Бог ја познава еднината и управува со неа. Колку и овој свет изгледа во хаос, што и да се случува, сепак во длабините на нашите срца имаме доверба дека Бог ја води човечката историја и во сиот овој хаос. Бог е тука, не заштитува и не води. Се сеќавам 1999 година, бев трета година на студии во Белград и на 24 март почна бомбардирањето од страна на НАТО. И под бомби живеев 40 дена, а подосна се врати во Македонија. Останатите 38 дена.
И се сеќавам завладеен хаос меѓу луѓето. Првите 2-3 дена луѓето беа храбри, како тоа обично бива. Меѓутоа, кога бомбардирањето проложи, кога стана се поактивно, кога луѓе почнаа да гинат, кога имаше колатерална штета, кога гинеа деца, кога се гаѓаат цивилни цели, како возови, кога им се рече на луѓето во Радио Телевизија Србија дека мораат да идат на работа, а Милошевиќ и останатите знаеа дека НАТО ќе ги гаѓа, едноставно жртвуваа една дузина луѓе. И сега во сиот тој хаос и во тој страв, во длабината на срцето, знаете дека Бог ве чува и внимава на вас. Мојата сопруга во тоа време беше девојка, таа е од Белград, останува во Белград, јас тој ден заминувам за Скопје и немаше кај да се оди и тој ден решивме да одиме во зоолошка градина. И седиме, гледаме некои смешни ноеви како шетаат, потполно рамнодушни, што сирената за воздушна опасност се огласи. Едноставно знаевме дека Бог не штити. Што значи и во најголемиот хаос, и во најголемата збунетост, некој може да праша, па добро, каде е НАТО бомбардирањето во книгата на пророкот Даниел или Откровение. Не пишува за тоа, меѓутоа Христос вели ке има интензивни војни и ќе ги осетиме. Меѓутоа во длабината на нашите срца ние знаеме дека Бог ја познава иднината и управува со неа. Слично се случи за време на короната. Секој ден бевме бомбардирани со бројки. Волку умреле, вака умреле, на овој начин и така натака. И во длабината на нашите срце секој знаеме дека Бог не води и управува со нашите животи. Што значи да се биде спремен? Исполнување на Божјата волја во секое време и на секое место. Исползување на талентите за да се прослави Бог и за да им се служи на ближните. И конечно практикување на љубов кон ближните како знак дека го љубиме Бога. Всушност, љубењето на Бога треба да биде најголема мотивација. Најголема мотивација да се љуби ближниот свој како самите себе си. Од ако ние сме свесни дека Бог го дал својот син да умре за нас, и ако ние вредиме колку што е вредна Христовата жртва, тоа во потполно значи за секој човек кој се наоѓа во нашата близина, за секој човек со кој се срекаваме. Тоа е нашиот ближен. Затоа да ги имаме на ум овие три работи, кога зборуваме за знаците на второто Христово доаѓање. Затоа да имаме на ум дека нема место на паника, нема место на страв, нема место за шпекулации, туку има место за цврста вера, има место да се исполнува Божјата волја, да се љуби ближниот свој и да во овој хаос правиме атмосфера на ред, љубов и сигурност. И кога луѓето од страна ќе ве видат што имате, луѓето ќе прашаат: каде е тоа? Што е тоа? Се купува ли? Се вежба секој утро? Од каде е тоа? Тогаш е прилика да им кажете: има Бог кој се грижи и за мене, за тебе, за твоето семејство и за сите оние кои решаваат денеска да му служат со сето свое срце. Зато, драги мои, ние ќе се разделиме, можеби со некој од вас ќе се видиме и наскоро, но ова идеја останува. Бог е ист секаде, Бог бара исто од секој од нас и нека Бог ни даде сила да му веруваме, да го пратиме и да го љубиме ближниот свој, кој што се љубиме себе си. Бог нека ни помогне. Амин.